Razumot je samo lužba. Drugo je životot. Ti ne si go obidel zloto odblizu. Zato така зборуваш. 8 години ми скока ставовци в лице во мрачната келија во Персија. И сега смртта ми изгледа многу поубава од сето тоа. Јас не ти забранувам да умреш. Но за да ја продолжиш борбата, треба да останеш жив. Ако е можно. А ако не е можно? Можно е. Зашто целта што ни ја наложува општото дело е појака од нас. Ниједна цел не може да биде поголема од човекот. А тука се работи за 10.000 недолжни граѓани. Што сега треба да ги напуштиме? Токму заради нив. Ако го напуштиме градов без отпор, ќе ги сочуваме силите. А турците можеби не ќе се однесуваат толку свирепо кон населението. Како да не знаеш што е Аскер и Башибосук. Како можеш? Како можеш да ги оставиш луѓето како овци на волкот без одбрана? А тие толку веруваа во републиката. Тоа беше ризикот на нашето восстание. Се кренавме и не успеавме. А ти? Мислиш ли дека ќе го спасиш народот со твојата жртва? Но барем ќе знае и народот и турците како се брани слободата и како се гине за неа. Тоа го знаеме сите. Најлесно е да се умре. Но ти сакаш со сила од себе да направиш херој. Каре, брате. Што ме така, јас повеќе ништо не знам. Мојот ум тука застанува. Потребно е да ги сочуваме силите, Питу. Да ја продолжиме борбата. Која борба ако ја напуштиме ова што е започнавме? Има уште начини да се продолжи борбата. Ниједна револуција не победила одеднаш. Навистина ли така мислиш? Сосема ли се тие твои зборови? Тоа е единствената мисла што ми преостанува. Без неа не би можел ни да дишам. Тоа е значи твојата сламка. Од таа сламка овој народ пак ќе се подигне. Така е. Но до тогаш многумина ќе се удават. Остави ми и мене меѓу нив. А ти? Ме оставаш сам. Со оние? Ти треба да живееш, Каре. После ова ќе требаат умните. Умот нека те дочува. Раката, Каре. Ако ти подадам рака, испраќајки те сега на мечкин камен, цел век ќе се презирам себе си. Како не можеш да го разбереш тоа? А јас ако се повлечам сега со тебе, никогаш не би можел да се го простам тоа. Ние очигледно стасавме да мислиме различно. Не. Јас ти велам дека мислиме исто. И ти сега ме уведуваш мене да се свртам против организацијата? Зошто не? Тоа се две разни организации. И ти го знаеш тоа, Каре. Републиката не е создадоа тие, туку ние. Слушај. Ти си нејзиниот председател, а не некој си таму од софиските кафејани. Да ти кажам, токму затоа што се разбираме. Безцелно е да загинеш тука и сега. Некој може би сака да не жртвува сега, за да не му пречиме после. Не те разбирам. Ти значи се согласуваш дека сме измамени со повикот на восстание. А сега на истите тие што не измамија, им се приклонуваш на наредбата. Грешката ме учи да не ја направам до крај. Не. Републиката не ја напуштам без борба. Нашата република не може да постои без успехот на целото восстание. Но таа сепак постоеше. И ќе постои. Јас сум нејзиниот должник. И ти, брате Каре. Знам дека републиката ќе живее додека постои овој народ. Тој ќе извади на виделина во некој друго време. Но во време што не ќе допуштиме други да му го одредуваат. Зар не сваќаш? Дури сега ни предстои вистински да се разпознаеме во организацијата. Може би. Но тоа е веќе премногу за мене. Прости. За мене останува најспета републиката. Ако восстанието е измама, републиката тоа не е. Неја понатамо може да ја бранат и мртвите. Не е, Питу. Ако ти дозволам да загинеш сега, јас ќе бидам одговорен пред историјата. Историјата? Лајна! Неа утре ќе пишуваат секакви дебелогазовци. За сечи и сметки.
Jaz ne odam na mečkin kamen za mene. Jaz ne mislim, da ga sam nezamenljiv. Naprotiv. Moj primjer može da rodi mnogumina kako mene. Što će biti poarnije od mene. Zbogom kare. I zapomni. Ovoj narod ima samo jedan izlaz. Smrt ili sloboda. Može biti samo smrt. I ne zaboravaj, i mrtov ja sam na vaša strana. Ja продолжувам борбата заедно со тебе. Се уште постои последното средство. Знам. Можеш да ме обвиниш за недисциплина и веднаш да ја извршиш пресудата. Ајде. Пукај. Твојот куршум ми е потежок од 1000 турски. Пукај! Повели, ти можеш да ме прогласиш за малодушен и да ме натераш да појдам со тебе на мечкин камен. Так тешки зборови, учителе. Не. Ти мораш да останеш. И пронајди го предавникот. Голем срам е за тебе, Македонија. Другите да те знаат, сама да не се знаеш. Бегај, синко. Упалат градот. Земи го ова. Чувај го како очите. Бегај в планина. Таму се нашите. Тие ќе те заштитат. Бегај. Бегај. Да си, Господи, што ги пусти громовите на нас. Нека се урне царството Твое, што си ја заборавил правината. И Господе против нас. Проклет, проклет.